Постојат сериозни индици граѓаните не веруваат и да не ги признаат бројките од пописот кои ќе бидат објавени за една недела, смета социологот Илија Ацевски. Тој вели дека постојат голем број причини за ваков расплет по 30 март, пред се тука споменувајќи го бојкотот, но и политичката дамка кој што на стартот ја доби оваа операција. Кога ќе влезе еден политички наратив, како би рекол, една партизација на чинот на пописот, тоа е ова што ние денеска го добиваме. Ние можеме да веруваме во тие резултати, но има доста индиции да не веруваме. Од фактот што, барем колку што може наследиме, кога се врше подписот, имаше повик за бојкот, па не беа сигурни дали се сите предпоставки да се реализира еден нормален, објективен попис. Сето тоа сега влева едно сомнение дека тие резултати се доста сомнителни. Според Ацевски, уште поголем сомнеш околу валидноста на овој попис фрла и самата изјава на директорот на статистика Апостол Симовски, дека ќе бил државен непријател број 1 по објавувањето на бројките. Таа изјава на директорот мене лично многу ме изненади. Не знам прво кој ќе биде, како би рекол, незадоволен, кој тој ќе го прогласи него за непријател. Тоа е само по себе еден показател дека човекот ова прави еден гест кој што не оди во прилог во тоа да се верува дека тие резултати се во ред. Мислам, да не живееме во таа илузија. Останува отворено прашање кој на крајот ќе биде незадоволен, дали македонците, дали албанците во Македонија или некој трет. За сега незадоволство изрази првиот вице-премиер Артан Груби, но не од евентуалните бројки, туку од изјавата на Симовски. Покрај тоа Груби се заблагодари на политичарите од регионот кои агитирале да се препишуваат албанците. Ka disa deklarata shumë përkeqardhje drejtori i enti statistikor. A dini pse na thoni çka ka dashur me thonë ti me këtë? Po unë e di, po do t'ja lë atij që ta shpjegon dhe nuk ka nevojë për kështu dramë në shoqëri. Unë dua t'ju falenderoj ju për gjithë dikmesën gjatë procesit të regjistrimit, sepse keni bërë punë të shkëlqyeshme si medium, vërtet. Në çdo ditë të regjistrimit keni bërë fushat, pikërisht edhe me diasporën, gjithë që kanë dhënë kontribut për shik këtu edhe kryeministrin Edi Rama, kryeministrin Albin Kurti dhe gjithë ministrat që u bën pjesë e fushatës. Ацевски вели ако овој попис е реален, директорот на статистика нема зашто да вели дека е државен непријател, туку треба да покаже доволно доблест и храброст дека бројките се реални. Според него постои сериозна опасност голем број од граѓаните да не ги признаат резултатите од оваа операција.